оние созданија, ја не можам да кажам дека постои средновековна уметност, тоа е оксиморон, нема. Тоа не е уметност, во она смисла во која нели 19 вековната наука сака да ја определи, особено естетиката. Но овој феномен на ремикс, нели на една нова можност да се создаде некаков светоглед, некакво објаснување за светот и природата во која ние живееме, со дигиталност или во дигитална доба добива или се карактеризира со една постисториска свест. И затоа ние имаме тука сега проблеми, заради тоа што се обидуваме постисториската свест да ја образложиме со категориите на историската свест. И затоа на Facebook или на Instagram нема автори, јас единствено на сите некои постираат фотографии. Instagram ми се викаше за фотографии, така, кои постираат нели фотографии на Instagram и очекуваат, да, најверојатно им се најважни бројот на лајковите и проценувањето и вреднувањето на таа и таа фотографија произлегува од бројот на лајкови. Меѓутоа, инстаграмџиите многу тешко се осмелуваат да приложат фотографија отпечатена на хартија на, да кажеме, еве сега скоро завршената фотомедија. Како еден институт од светот на уметноста кој ги верификува. Така што, ние се соочуваме со ремикс културата не само во смисла на, тоа може би, да кажам така, еден нова синтагма која се обидува да ги објасни старите работи. Јас цело време се прашувам, искрено, откако дознав за темата на докторатот, на секој книга, размислувам интензивно за тоа, нели, па добро, сите големи рок-н-рол бендови ја почнаа својата кариера со тоа што ги викаа кавер. Значи некоја претходна песничка ќе изведат, ќе освират малку поинаку, ќе освират рок-н-рол, значи во едно студио, цел бенд заедно, без засебно снимање, и полека, нешто што е веќе познато, го реафирмира. Во таа смисла, нели, за тој период на тие кариери на музичките, мислам, намерно земам пример од поп културата, би тоа наверно ќе биде најјасно разбирливо.